Добро, ја више неколку години не сум активен во политика. Едноставно, доста беше. Се борев за Македонија, за идеали, за идеологија на ВМРО, на начин на кој што јас го разбирав и ВМРО и Македонија. Се борев во парламентот, кога бев пратеник. Објавив за тоа цела книга која што се вика, нели, За нас, објавена е 2003. Пред 23 години објавив книга која што ги содржи моите настапи и моите ставови како пратеник. Сметав дека тоа е моја обврска како пратеник, да на народот му вратам што сум правел во тие 3 години колку бев у парламентот, да има извештај и избирачот во тоа време, но и запис за историјата, за сите вечни времиња, што се случило во тој момент. Затоа што имавме тоа беше беа историски околности во кои што ја имавме војната у Косово 99 година. Бомбардирањето на НАТО врз Југославија. Во 2000 истата година изборот на Борис Трајковски, кој што беше спорен. Беа пунети кутии од цела Западна Македонија. Па долговите поради тоа полнење на кутии на Трајковски во однос на Тито Петковски. Па 2000-та имаше тепачки на локалните избори, насилници од сите страни, циркуси. Па 2001 имаше војна, промена насилна на устав, Охридска рамковна капитулација. И сето тоа беше дел од тој мој мандат. Сите тие настани јас ги коментирав, ги документирав, ги симнав стенограмите, ги уредив, ги подложив на рецензија. Во таа книга рецензенти ми се Стојан Андов како председател на собрание и Чашуле Слободан, кој што беше министер за надворешни работи, но и познат новинар, публицист и така натаму. И ја помина рецензијата, има позитивна рецензија и јас оставив трага од тоа што сум го работел. Сега прашањето ми е, како е можно 35 години ниеден пратеник да не ги собере своите говори и да ги предаде во еден збир, во книга, монографија на јавноста? Што прават пратениците кога ги уживаат привилегиите како што ги уживаат? Сега имаат историски најголеми плати и така натаму. Колку стотици луѓе се променија како пратеници од секој ваш град? Колку од тие пратеници вие ги паметите? Спасо Стојан Андов почина. Јане донираше membership 1. Благодарам, Јане. А донацијата ја доби Виктор Јовановски. Ако е Виктор онлайн, ќе ти се заблагодари. Еве ја, додека тој се појави, во негово име ти благодарам. Благодарам за тоа што си најголем поддржувач на каналот. Да се вратам. Значи, колку од пратениците испорача оправдано, сумирано што направиле во нивниот мандат? Некои биле 2-3 мандати. Да седнат, да се помачат, да ги соберат своите говори, нормално ако ги има, бидејќи многу пратеници има што ништо не зборуваат. Има пратеници кои што воопшто не се способни да состават реченица. Има пратеници кои што буквално се само статисти и бројка во собранието, кои што постојано се таму за да ја исполнат квотата, да изгласаат нешто што му треба на партиското лидерство. Колку се такви? Еве, квиз. Колку денеска составот од 120 луѓе вие по име и презиме може да наброите?
уште едно прашање. Колку од тие што ги знаете како пратеници, по име и презиме, сметате дека заслужуваат да бидат пратеници? Уште едно прашање. Колку од тие пратеници, 120, или од тие што ги знаете, сметате дека се интелектуалци, дека се паметни луѓе, дека со тоа што ја држат позицијата, столчето во собранието, на вистина ќе направат нешто подобро за овој народ? Колку од нив? Еве ве молам, има 100 луѓе онлайн. Напишете ми кој пратеник може да го издвоите по активност, честност, интелектуални капацитети, по тоа што нешто променил за општеството. Многу голем проблем. Многу голем проблем е негативната селекција, посебно при изборот на пратеници. Затоа ни се случи да ни го сменат името. 8 пратеници на ДПМН гласаа. Не гласаа зашто сакаа. Гласаа затоа што беа оценети. А зашто беа оценети? Затоа што имаа криминали. Беа фатени у криминали, корпус деликт, требаше да идат у затвори, со тендери, со 300 чуда. Истражете кој 8, мислам дека ги имате и кај мене на каналот. Да не се навраќам у детали, инаку можам да ги стипулирам, да ги набрајам по име и презиме. Да беа луѓе на место, саглам, стабилни, да беа луѓе вистински патриоти, одбрани по идеолошка, но и интелектуална нијанса, црта или пристап. Никогаш немаше да гласаат за промена на името. Немаше зашто да ги фатат. И затоа велев ја дека ќе се кандидирам во Валандово, затоа што сметав дека со тоа ќе стопирам разградувањето, а Заев немаше 2/3 и никогаш не можеше да го смени името. И затоа мислам дека е наместен конгресот во Валандово.